Нема простор за паника. Работата е целосно под контрола. Целосно сме посветени на решавање на овој проблем. Смртноста е поголема од сезонскиот грип, меѓутоа е многу помала од оние болести и епидемии кои што ги имавме пред повеќе години како сарсот и еболата. Ова болест не е за подценување. Ние внимателно ги следиме сите препораки и искуства од третмана на пациентите во сите земји. Станува збор за болест која што многу наликува на обичниот грип, на респираторна болест на горните респираторни патишта. Многу е неспецифичен почетокот, со кашлица, со болка во грлото, со висока температура, нешто што е многу слично на тоа што во многу земји во светот тоа кај нас се карактеризира како грип или како заболување на носот, грлото. Нема некои специфични знаци, болеста се дијагностицира точно само после земениот бриз кој што укажува на тоа дека постои вирусот во организмот, а индикација за брисот се прави врз основа на контакт со лица за кои што знаеме, сме сигурни или се сомневаме дека може да бидат заболени од коронавирусот. Доколку луѓето не биле во контакт со луѓе кои што биле во ризичните региони или со луѓе за кои што сега знаеме дека се заболени од коронавирусот, нема потреба да се јавуваат на епидемиолозите или во службата за Државниот санитарен здравствен инспекторат. Може да се јават и кај нивните матични лекари да добијат совет. Но, доколку има таков сомнеш, доколку тие луѓе дошле од ризичните региони и во меѓувреме развиле симптоми, доколку знаат дека биле во контакт со некои заболени, при тоа поминал период на изолација во кој што поминала инкубацијата и се развиле тие симптоми, мора најпрво да се јават на телефонските броеви кои што се јасно означени и ги дистрибуиравме на секаде во јавноста, на дежурните епидемиолози, кои што и во домашни услови ќе ги земат брисевите, ќе направат соодветна дијагностика и доколку болеста се потврди на соодветен начин, со посебно изолиран персонал преку здравствениот дом Скопје во посебно возило, ќе бидат транспортирани на клиниката за инфективни болести, каде што ќе бидат лечени во оделот за изолација. Нема никаква препорака за граѓанин кој што нема никакви симптоми, кој што не бил во контакт со заболени лица. Не постои никаков ризик. Нема потреба од никакви посебни мерки, освен мерките кои што редовно ги препорачуваме во однос на одржување на личната хигиена, пред се често миење на рацете и дезинфекција. Ова болест се шири по капличен пат, тоа значи дека близок контакт со некое лице кое што е заболено повеќе од 15-20 минути на растојание помало од метар и пол е исклучително висок ризик да некој пациент заболи. Понатаму вирусот сигурно станува неколку часа на површината, што значи дека и така наречен феко-орален начин на ширење со загадени прљави раце може да предизвика заболување, односно инфекција. Затоа дистанца, самоизолација, кога знаеме дека некој бил во контакт со заболено лице, задолжително често миење на рацете и користење на алкохолот за чистење на рацете и дезинфекција е тоа што може граѓаните да го прават за да се спречи ширењето на болеста. Ризичните земји се сега Италија, Франција, Германија, понатаму Кина и Јужна Кореја. Секој кој што престојувал во некој од овие региони, меѓутоа и во земјите од средниот ризик, заради тоа што се повеќе пациенти има во се повеќе земји во Европа, има повеќе пациенти во нашите околни земји, треба да биде внимателен. Доколку бил во контакт со некој за кој што знае дека бил заболен, треба веднаш да алармира и тоа да го каже на здравствените власти. Тука во Државниот санитарен и здравствен инспекторат или во епидемиолошката служба во рамки на Институтот за јавно здравје. Доколку постои таков сомнеш, тој човек треба да биде во домашна самоизолација. Дури и во домот треба да биде поизолиран од неговите најблиски. Во една одвоена просторија да внимава на приборот со кој што
се јаде понатаму за да се внимава на средствата со кои што се одржува лична хигиена. И тоа да трае во период од 14 дена, заради тоа што 14 дена е периодот на инкубација во кој што од првичниот контакт може да се развијат симптоми на болеста. Внимавајте, не е гаранција, заради тоа што можеби и покрај тоа што бил некој во контакт со заболен, не бил на не бил во непосредна близина или пак болеста не се пренела, но вакви мерки на внимателност, на предострожност мора да постојат. Во тој период од 14 дена, дури во моментот кога се развива болест и ќе се манифестира после втората недела, човек може да е инфективен. И затоа се тие мерки на внимателност, за да не ја пренесе болеста на луѓето околу него. Кога човек ќе биде излечен, тогаш е дефинитивно излечен и исклучително е мал ризикот повторно да заболи. Има само неколку објавени случаи од Кина кои што укажуваат на тоа дека има пациенти кои што повторно заболеле. Но контролниот бриз кој што се зема од кога ќе поминат симптомите на болеста, кој што укажува на тоа дека вирусот веќе не е присутен во организмот и тој пациент повеќе не може да го пренесе на луѓето околу себе, кој што тест се повторува после 48 часа за да бидеме сигурни, значи дека пациентот е целосно излекуван. Ризични групи се пациентите кои што имаат хронична болест, тие кои што имаат обструктивна болест на белите дробови, кои што имаат белодробни компликации на некои претходни заболувања. Се што значи слабост на респираторниот систем, пред се на белите дробови, е состојба која што може значајно да го комплицира текот на оваа болест, да се накалемат дополнителни компликации и манифестацијата на оваа болест да биде во форма на тешка клиничка слика, пациентите да бидат зависни од респираторна машина. Овој период од 14 дена е согласно препораките на епидемиолозите за тоа колку трае инкубациониот период, согласно тоа каде и во кој момент во државата се јавија заболени лица, во кој град беа лоцирани. Оваа мерка ќе биде на сила 14 дена согласно последниот диагностициран пациент, а дали ќе се продолжи зависи од тоа како ќе биде ситуацијата во меѓувреме, дали ќе се јават нови заболени, во кој дел од државата ќе биде, дали тие мерки можеби ќе се разгледа да бидат и понатаму на целата држава или пак во само некои региони, динамички ја пратиме секојдневно ситуацијата и врз основа на тие податоци и случаи ги носиме одлуките. Знаете, ние го ставаме здравјето као приоритет. Ништо не вреди ако го нема здравјето. Во таа смисла апелирам сите да се придржуваат до мерките кои што вчера ги препорача владата, да го организираат работниот процес, дури и доколку некој недостасува, односно една отсуство заради тоа што треба да води грижа за децата до 10 години, заради тоа што само така ќе може да го одржиме степенот на јавно здравје. Никој не смее да изгуби работата, ниту пак да не му биде компензирано отсуството согласно оваа мерка. Повторувам, и јавните институции, државните и приватните мора да се придржуваат кон овие мерки. Отсуството на работа на родителите чии што деца сега не одат во училиште или градинка до 10 годишна возраст ќе биде целосно компензирано од работодавачот заради тоа што здравјето е врвен приоритет. Секој еден мора да е свесен дека јавното здравје е општ интерес на сите и врвен приоритет на нашето општество. Сите ние имаме обврска да го штитиме како сопственото, така и јавното здравје.